Представници на Советот на родители и местната заедница Тромеѓа во текот на денот ќе се сретнат со менаџментот на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош да поразговараат за темата за која деновиве се почесто се пишува на социјалните мрежи и ги вознемирува учениците и родителите, односно наводното затворање на училиштето. Директорот Слаѓан Спасовски тврди дека подрачното училиште во село Тромеѓа нема да се затвори. Нашата цел во ниту еден момент не е згаснување на овој важен образовен центар, туку изнаоѓање решенија за негов опстанок и развој во време кога сите се соочуваме со предизвикот на намален број ученици во руралните средини, а при тоа следејќи го и процесот на оптимизација во основното образование што се спроведува во Македонија по насоките од Министерството за образование и наука, истакна Спасовски во телефонски разговор. Продолжуваат активностите во рамките на проектот изградба на атмосферска канализација и реконструкција на улицата Моша Пијаде. Како што информираат од општина Куманово, во предстојниот период ќе се отстрануваат постојаната асфалтна конструкција и рабниците по целата ширина и речиси целата должина на улицата. Пристапот на возила ќе биде отежнат се до обезбедување на услови за повторен проток на сообраќајот. Оваа процедура е неопходна заради намалување на безбедноста при движење на граѓаните и возилата, како и заради безбедно и непречено извршување на градежните работи. Општина Куманово апелира до граѓаните да не ги паркираат своите возила во непосредна близина на местата каде што активно се изведуваат градежните работи. Проектот е финансиран од страна на Светската банка преку Министерството за транспорт на Македонија. Годишен кумановец вчера вечер пријавил во полицијата дека во негов угостителски објект на улицата Гоце Делчев во точно неутврден период во изминатите 2 месеци било влезено со употреба на сила и биле одземени поголем број маси и столови, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата, екипата од СВР Куманово извршила увид и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Дали граѓаните на Куманово правилно го одлагаат искористеното масло за домаќинство? Има ли пунктови за безбедно складирање на отпадното масло? Дали неправилното одлагање има негативни последици врз животната средина? На овие прашања одговори побаравме од Габриела Белчевска, магистер по технички науки, вработена во пречистителната станица за отпадни води во Куманово. Граѓаните во град Куманово немаат информации за правилно одлагање на масите и маслата. Тие заедно со комуналната отпадна вода стигнуваат тука кај нас на станицата. Ние имаме третман, но сепак ни ги запушуваат цевководите, особено кога ќе се вршат со мокриот песок, со што формираат наслаги во цевководот и доаѓа до потешкоти на одвивање на самиот процес. Во системот каде што ние ги одлагаме масите и маслите има прочистување, тие се површински со пумпа се испумпуваат надвор од самата отпадна вода, со што отпадната вода продолжува во биолошкиот процес, но доколку се задржат во поголема концентрација, имаме проблеми во биолошкиот процес за растворење на кислород, со што ни ги уништуваат микроорганизмите. Микроорганизмите немаат доволно кислород, бидејќи имаме површинска аерација. Со тоа тие не се хранат со концентрациите на азот, фосфор и јаглерод и немаат храна, поради тоа изумираат. Отпадните масла кај нас нема пунктови за одлагање, но тие се граѓаните самите во домаќинствата може да ги собираат во пластични шишиња или буриња и да ги одлагаат на местата каде што се соодветно за одлагање. Исто така имаме проблеми со отпадната вода која доаѓа од рестораните, индустријските капацитети. Тие самите треба да имаат предтретман за одлагање на масти и масла, за да не дојде до нарушување на живиот свет и за да не правиме штета на животната средина. Институциите од ваков вид на отпад треба да преземат законски мерки со кои што ќе ги елиминираат исфрлањето на масите и маслата од страна на рестораните и индустријските капацитети. Отпадното масло може да се рециклира, но граѓаните за тоа не се соодветно едуцирани. То од него може да се собира и да се прави биодизел и други продукти. При пречистување на комуналната отпадна вода некогаш смета кога од индустријските капацитети доаѓа друг карактер на отпадна вода. Со тоа ние имаме потешкоти, запушување на цевководите, поголеми финансиски средства за одржување на самата станица, исто така особено за микроорганизмите кои што се срце на самата станица, за аерација.
Со аерација ние внесуваме кислород, но самите аератори се големи потрошувачи и доколку доаѓаат масти и масла и поголема количина на песок и текстилни материи, со тоа ние им оневозможуваме на самите микроорганизми да си ја вршат својата работа, за да ги запазиме максимално дозволените концентрации на излезната вода. Со цел подобрување на водоснабдувањето и намалување на загубите на вода, продолжува реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата 11 октомври, на потегот од улицата Гоце Делчев до улицата 4 јули. Со проектот е предвидена замена на дотраената водоводна инфраструктура, што треба да обезбеди поквалитетно, постабилно и посигурно водоснабдување за жителите и деловните објекти долж оваа фреквентна сообраќајница. Државното средно училиште Киро Бурнас вчера беше посетено од делегација на инвеститори од Израел, заинтересирани за соработка во областа на земјоделството и сточарството. На работната средба на гостите им бил презентиран концептот на работа на регионалниот центар за стручно образование, при што биле истакнати современите пристапи во едукацијата, практичната настава и поврзаноста со реалниот сектор. Во конструктивна и пријателска атмосфера се дискутираше за можностите за продлабочување на соработката, размена на искуства, како и реализација на заеднички проекти, кои ќе придонесат за унапредување на стручното образование. Средбата представува значаен чекор кон воспоставување на меѓународни партнерства и отвора нови перспективи за учениците и наставниот кадар, објави училиштето. Основното училиште Кочо Рацин деновиве го одбележа својот патронен празник и 81 година постоење. Учениците и наставниците преку пригодна програма ја покажаа својата креативност, посветеност и љубов кон училиштето, испраќајќи порака за значењето на образованието, традицијата и заедништвото. Инаку на иницијатива на нашиот сограѓанин Маријан Стошевски, училиштето Кочо Рацин потпиша меморандум за соработка со основното училиште Ориенски батаљон Биела од Херцег Нови. По тој повод директорката Гала Бадавчевска истакна: оваа соработка е потврда дека вистинските вредности, знаењето, потчита, солидарноста и заедништвото не поврзуваат и не прават поблиски. Веруваме дека образованието не познава граници и дека преку ваквите партнерства создаваме можности за нови искуства, културна размена, заеднички проекти и трајни пријателства меѓу учениците и наставниците. Во манастирскиот комплекс во селото Скачковце вчера беше одбележан празникот Света Троица. Кум на манастирската слава годинава е градоначалникот Максим Димитриевски. Со богослужбата чиноначалствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски господин Григори, продолжувајќи со литија и оро од членови на фолклорни ансамбли, во чест на христијанската слава, символ на традицијата, сплотеноста и хуманоста меѓу граѓаните во заедницата, објави општина Куманово. Куманово деновиве беше домаќин на 4-дневниот шаховски фестивал кој се одржа во ресторанот Грација во организација на Градски шаховски клуб Куманово со поддршка на општината. На меѓународниот турнир учествуваа шахисти од Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, Црна Гора, Турција, Германија, Швајцарија, Полска и Шведска. Фестивалот е организиран според рейтингот на Интернационалната шаховска федерација. На најуспешните надпреварувачи ќе им бидат доделени пехари, медали и специјални награди. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во периодот од 1 до 31 мај годинава од страна на системот Безбеден град на подрачјето на градовите и коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 28.494 прекршоци. Од вкупниот број на регистрирани прекршоци, најголемиот број се за управување на возило со брзина поголема од дозволената 27.360. Регистрирани се 833 прекршоци за управување на возило со измината важност на сообраќајната дозвола и 301 прекршок за минување на затворен сигнал црвено светло.
Од ноќеска на полноќ малопродажните цени на евродизел и на екстра лесното масло за домакинство се намалија за 6,5 денари. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и БС 98 се зголемија за 0,5 денари. Новата цена на Евросупер БС 95 е 88 денари, 90 денари е Евросупер БС 98, а дизел горивото Евродизел се продава по цена од 85,5 денари.